И здравација, те истечена ти е главата. И здравација, како сте и добре дојавте у ново видео. Денеска сме тука со Марта. Марта, представи се, ова е Марта. Здраво, јас сум Марта. По трети пат слушнам дека е Марта и сега знаете дека Марта е Марта. Како и да е, денеска ќе снимаме, како што можете видите по насловот, снимаме Girlfriend Tag. Она иако ми е, нели, другарка и girl, али мене ми беше мерак во животот да си имам ја Girlfriend Tag. И реков, Марта, дали сакаш да ми бидеш девојка за видео? Што кажа? Може, ај. Тоа го кажа буквално, да. Не ја направам, за тоа излажа. Него, како и да е, Girlfriend Tag. Ја ќе ти поставувам прашања, девојче, девојка моја. До кога сме течки девојка, кажи ми, интересира. Тоа ќе прави видео после. Не се брзам со видео. Значи, ја ќе поставам прашања на незе и она ќе кажува, ќе лаже, јас ќе кажувам да, така е, не е така. Главном ќе глумиме дечко и девојка, затоа што викаа дека ако си дечко и девојка, да, и ќе имаш поише views. И јас зашто сакам views, јас многу сакам views и кликбейтови, и сите видеа ми се такви. Затоа решив да снимам. Да не е да многу гомна, од сите овие работи само гомнава дека јадам се вистина, реално. И тоа дека не ми е девојка. Како сте? Не, ајде да почнем. Прашањето, немам прашање. Ајде, гуглај. Добро, која ми е омилена боја? Изи, беќе го знам. Една многу грда и една многу убава боја му се омилени, портокалова ти е омилена и црна. Портокалова не. Ако би омилена сменете си ја, не. Зашто портокалова не ти е убава боја? Затоа што не ми е убава. Не знам, никад не ми била. Косата ти е многу блиско на портокалова. Знам, баца, може за тоа ме сакаш и за тоа може си ја мразам бојата, пошто имам портокалови пеи, портокалова коса и не ми иде. Омилена пејачка? Пејачка? Да. Леле врскане. Холзи. Не. Нешто турбо или нешто? Турбо, не е турбо, не. Не е турбо, не е брзина. Ка не, чекај. Па сад. Како турбо не е брза песна, не се вика турбо затоа што брза е жената пошто е турбо, ти текно е пан. Небитно. Турбо мислам дека ги имаат крстено затоа што маживе сакаат коли, а коли има турбо и сваќаш поише да се приврзат со песна. Сваќаш легит теорија, знаеш дека тоа е многу добра теорија. Па ја мислам дека е така. Турбо фолк, што има у фолков стаја. Многу е турбо, текно те вози, те вози. Турбото не те вози. Турбото е за воздух. Ти кажам само. Ти да. Не ми е турбо, не ми е. Пејачка, добро не ти е холси, дали е америчка или македонска? Америчка. Англиска, не знам од каде е, не така. Дај ми тикс. Збори англиски као. Има Вау, англиска, збори англиски, прекрасно. Дај ми нешто информација некоја. Има 2 имиња. Името е с 2 имиња као. Зашто не е едно? Зашто не е Адел? Зашто не ти е Адел? Не ми е Адел, затоа што нема песни више. Добро, фер. Као, како ќе ти го кажам, ајде. Ајде, кажи. На македонски кој би бил Македонија ќе се викаш Ана Марија. А на англиски како ќе се вика? Ед Мари. Не знам која е таа. Како не ја знаеш? Не знам која е таа. Ракабеј ја пее, например. Ракабеј Baby? Да. Добро, врска нема. Например, ја пева на 2002. Само песна Rockabye Baby. Не, знаеш уште една песна. I'm on to you, I'm not your number one, I saw you. Но не памтам имиња, бројки, датуми и ќе видела најлош Girlfriend Tag. Нема врска, ми беше девојка, ќе се лутам, али вака не можам да се лутам, како да е. Фала ти, тоа ме вади само... Како да е, трето прашање за 0 денари секако. Кога би јадел сладолед, дали би јадел попрво чоколаден или некоја ванила, таква некоја класика, или би јадел овошен сладолед? Вчера зборевме за овошни салати и ти ми рече дека сакаш сладоледи што се овошни. Само така како сакаш овошјето и ради тој факт ги идам овошје. Мадам нешто ме тера да кажам чоколада, али ради тој факт ги идам овошје. Дали знам добро да го задржам гневот? Зависи до кој степен, имаш левели на гнев, ја мислам дека ако некој ти се курчи не можеш. Мислам дека би го истепал автоматски. Го немам тоа видено, али као познавајќите тебе. Чекам да се деси anytime now. Не го провоцирате. Зашто чекаш? Сакаш да се тепам ли? Не, значи ќе има ситуација. Селјак, сака да види како да се тепам. Сакам да видам како е да си селјак у пракса. Пошто инаку си само були, не идеш скрос, не идеш фул селјак, идеш до некаде, до пола и да видиме сега, веќе се правиш, види тоа што си. Own it, ти текна. Кој на кого му пиша прв? Уште јас тебе ти реплајнав на стори, на видео, за видео. За видео. За видео. За какво видео?
За видеото на Сергеј Варошлија дека си многу храбар и такви некои комплименти. И ја одма приметив дека ми се пушта и као... И ме викна на видео. Не ја викнав тогаш на видео. Сега, значи, сега... Тогаш ја викнав на клупа. Дечко и девојка сме само на видео. Прво ја викнав на клупа, па после ја викнав на видео. Мислам, треба првин... Има сонувано. Не, треба првин да помине, знаеш кога девојче, не може туку така да викнеш ти на видео од кај знаеш како. Првин треба да викнеш на клупа, као тоа клупава е еднакво на аудиција и после од клупава си ја викаш на снимање. Колку девојчиња имаш викано на клупа? И тоа што ја свати дека наева. Што би купил според тебе кога би освоил $1.000.000? Прва работа што би купил. Мерцедес, твојот омилен модел. Прва работа. Прва работа. Не би купил прва работа, кола сигурно не би купил. Кола. Би купил нешто што сигурно нешто ќе ми биде потребно во тој момент. Во моментов ја не знам што би купил, али кола не би ми било нешто како клучно потребно, затоа што првин треба да си ги подредиш работите во животот, да ти биде полесно, зашто милионот ќе го потрошиш. Сакаш да ми кажеш дека ако добиеш милион, ќе ги профуцкаш парите на глупа, не знам... Не, ќе ги потрошам на тоа да вложам во некој бизнис и да си направам некоја куќа што сум сакал јас. И после би размислил за кола, затоа што колата е нешто што е трошок. Јас мислам дека си многу поинстинктивен од ова, е супер. Ако играте вакви прашања со дечкови, колку и да е фиктивен, ќе научите многу ствари за него, пошто јас мислам дека е многу по импулсивен од тоа дека нема да се контролира за стварите што ги сака ностоен да ти планира во животот. Ја ќе купам Мерцедес. Првен ќе купам можда Мерцедес, ама некој постар, за да можам да си ги дозволам другиве работи и после ќе го продам, тој ќе си купам понов. Да бе, да ја така долгорочно размислувам за животов, ама не знам дека да толку сме слични од нешто. Браво, кудес, така треба. Планирај, биди домаќин. Што? Зашто се смееш, ме па ми го кажи? Кога би бил животно, кој животно би бил? Кој? Зашто? Кој? Кој? Затоа што... Чекайте да го смислам ова, да го спакувам убаво, да звучи супер. Добро, затоа што си стрелец во хороскоп и на стрелецот долната... Ја беше погласно. Затоа што си стрелец во хороскоп и на стрелецот долниот предел му е од конј, животното. И затоа што си многу брз, многу силен, многу грациозен, како тие коњите на ранчот А класа таму какви да се тие. Тие ми се љубовите, Мустанг, Стојан, Мустанг и т.н. у круг. Комплименте, не ми се луд. Дали кога би се изгубил, би отишол да прашам некој човек за кај да ми каже како се снајдам или би пробал сам првин тоа да најдам излез од таа ситуација? Трик прашање. Леле, ова е трик прашање. Ако се слушам себе си, ако претпоставам дека сме слични, јас имам многу силна интуиција и кога идам некаде, ако сакам да стигнам негде, секад по интуиција стигам на тоа место без да ми каже никој. Меѓутоа не се ни стравам да прашам, така да зависи од ситуација. Мислам дека многу зависи од ситуација. Не, јас уопште немам принцип да прашувам луѓе, каде е ова, каде е она. Ако идам на некое место, тоа значи дека претходно за тоа место сум вишол нешто или пак у моментот гледам нешто за него, или пак рачунам според не знам, нешто и викам идам до таму до крај. Ако не сум до таму, тоа значи дека сум глуп и ќе прашам некој, ама нема да прашувам меѓу време. Значи кога се запознав, место мислеше дека сум дигната, дека не враќам и никого не прашам. И т.н. А тој некој да праша за една обична локација, да биде фин со луѓето, да рече добар ден, извинете. Ја искочив со тебе, иако постоеше можност, у случајов изгубен е еднакво на фейк профил, дигната. Сваќаш? Ја искочив, те однесов на клупа и дознав дека не си таква. Зашто? Сваќаш? Ја да отидов и да не знаев, тоа ќе прашав некој. Чекај, многу ме интересира, објасни им како дозна на клупа дека не сум таква. Те допрев. Вака допрев и викам, ој човече, да ти имам. Не е фейк профил. И не е машко, женско е. И тоа што ја свати дека наева. Кој ми е омилен јутубер? Джипи! Не. Омилен јутубер си самиот на себе си, пошто се напреваруваш секој ден со самиот себе. Не, јас не се сакам себе уопште као Немаш омилен јутубер реално, освен Бака Прасе, веројатно. Не ми е Бака Прасе. Пошто лепеше кај него стикери, ама веројатно не ги гледаш толку многу и немаш омилен, веројатно. А Благадушев што е? Тој е кралот, тој не е омилен јутубер, тој е Господ, врховно божество. Не го вреѓам. Као можеш вака за Благадуш, јас се навредив. Тоа е љубов над љубовите, значи ако можев да те оставам за него Благадуша, ако ме гледаш те сакам, значи те молам, не го вреѓај дека е јутубер, он е све.
све. И тука ќе оставиш Значи, на све. Благадуша е она, да. Е тоа. Тука ќе оставиш ќе инсерт. Благадуша е рапер, трапер, домаќин, програмер, јутубер, Трапер, бог, джекче, джекче, лажно джекче. Оне све не е лажно, оне само джекче, ти си лажно. Како и да е, Джекче како не и да е. Молим те. Како и да е. Јас се на не тригер навредена. Молим те, Благадуша. Неам омилен јутубер, окей, нема. Фала ти. Неам омилен јутубер, нема врска. Диши Мартин. Благадуша. Последно прашање. Знам, осеќам што ќе би. Ајде. Последно прашање. Дали сакаш да бидеш девојка? Ајде ќе ти видам. Може. Ќе бидеш девојка? Да, сакам. Дали сега може да те бакнам? О, шит. Сакате ли? Вајде сака. Благадуша не го гледа видео. О. Сега имам девојка, како и да е. Како и да е, што научивме од ова видео? Викнете си другарка и речете и да глуми дека ви е девојка и на крај последно прашање прашате дали сака да ви биде девојка. Ако не ќе, тогаш се не бале, ќе ви се смее цел свет, а ако рече да, ќе си имате девојка. И ќе ја баците на видео. И ќе имате повеќе views, како сега што ќе имам јас. И Плюс, добар хаке, пошто на девојчето може да му е незгодно да го одбие и рече као дај. да, јас сега на пример ја фатив на таа На фора. таа Не дека фора. јас сум и привлечен, чим дечко ја пуштил да снима со мене тука, он вика, ој гледај каков е, не знам. Како и да е, не сгрешил многу, не сгрешил многу. Не се сложувам у последно Не време. сгрешил После многу. бакнеш овој mind blowing бакнеш што конечно се деси. А Девојче, пробуваше човекот. mind blown да си треба да ќутиш. Значи, ова е фората која што не ја ставам у фори од 10-6, затоа што ова не е за деца сепак. Така, возрастен. Тоа е, мислам ви го кажав каков, нема на што, повелете друг пат, почнете вие да снимате, ако не снимате, ако се само гледачи, ќе си фатите девојка. И тоа е тоа за ова видео, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, шер и сабскрајб и исто така да фолоунете на Инстаграм Стојан и Незе немојте да, мислам, аднете и Незе, али Шо бе, мислам, али? исто како мене да сте ме аднале, така да ако ми имате мене, Што некаш да ми пишуваат ли? да. Зашто? Што со Зашто не сме да ми пишуваат мене? Што затоа ти е што сум проблем? таков дечко, југословенски, старовремски дечко. Шит. Ај не мора да идеме. Не смееш. Ова не се носи вака, ова се носи на коса. Вака, на не ти се гледа косата. Што е ова коса? Што е ова коса? Коса ти се гледа. Се гледаме наредно видео, чао. Ало.